Folkfest Валантово е еден од најстарите, но и најважните фестивали кога станува збор за изведување на народната македонска песна. Оваа година ќе биде одржано 34-тото издание, на кое ќе настапат најпознатите фолк изведувачи, но место ќе има и за оние новите, дебитантите кои допрва ќе го бараат своето место под небото. А кога велиме најважни фестивали, тоа е бидејќи токму од Валантово произлегува едни од најубавите македонски песни кои се слушаат и ден денеска. Веруваме дека помладите не се сеќаваат кога српската пејачка Ана Бекута во 91 година го испеа еден од најголемите хитови, стариот Џумбушлија, без кој денес не поминува ниту една свадба, веселба, роден ден или крштевка. Неколку години пред горе споменатата, односно во 1986 година, Евто Пупиновски ја испеа антологиската "Лихни да кајче веслаше", песна која очигледно ќе живее уште најмалку 1000 години. Лихни да кајче веслаше по Охридското езеро, Ивко си песна пеше, Пред точно 30 години во Валандово беше испеана и "Дојди Лено на Перниче Бело" во интерпретација на Драган Мијалковски. Дефинитивно ова е една од песните кои има оставено голем печат на Валандовскиот фестивал. Меѓу плејадата на хитови не може а да не се спомене една од најемотивните народни песни кои воопшто се испеале на овие простори. Тоа е легендарната "Ако сгрешам нека изгорам", која во 88 година ја испеа Пепи Бафтировски. Во 1994 година Наум Петрески токму во Валандово го испеа еден од неговите најголеми хитови, "Кој те лажал лична Јована", песна која денеска може да ја слушнете во речиси секоја македонска кафејана. Кој те лажал лична Јовано, дека сум ти лудо неверно, солзи жешки рониш по лице, клетви тешки фрлаш по мене. Листата на преубави песни кои биле испеани токму на Валандовската почва е голема. Токму и затоа овој фестивал е предизвик за секој изведувач на народна музика, а квалитетни песни се очекуваат и на ова 34-то издание на Folkfest Валандово, кое ќе се одржи на 30 и 31 мај. Екипата на Ексклузив ќе биде присутна на овој фестивал и сите интересни моменти од сцената, но и зад неа ќе може да ги погледнете во некое од нашите изданија.